2 ноќи и 2 дена по продоломот на Осогово, кога работите полека легнуваат, следува соочувањето со реалноста дека на Кочанскиот второлигаш широко му отворена вратата кон третолигашката конкуренција. Ако навистина надежта последна умира, осоговци имаат право да се надеваат дека Детонит на свој терен може да загуби од Каменица Саса, но таквите очекувања би имале основа доколку не се игра во Македонија. За жал, овде во услови на лични, фудбалски, политички и какви се нереваншизми, тоа е невозможно, бидејќи е однапред режирано. Тоа го почувствува и винничка Слога, која него досонува историскиот успех шампион на втората фудбалска лига Исток и истекнување на праволигашки статус. Но ситуацијата и реалноста по 26-тото коло велат нешто сосема друго. Како сето тоа го коментира шефот на стручниот штаб на Осогово Александар Андов? Се случи тоа што се случи. Дадовме максимум. Пробавме се што можеше да се проба. Бевте вие сведоци и публиката која што беше овде, значи 90 минути напаѓавме. Пробавме да ја пробиеме одбраната на Детонит. Примивме најден гол во судиското продолжение во првото полувреме. Се вративме веднаш, така беше договорот и во собликуваната, значи во првите 15 минути да се вратиме со гол, да имаме околу 30 минути да го постигнеме тој втор гол. Правевме константен притисок. Може да кажам дека и ростерот на играчи ми беше мал, не можам да се жалам од тие што игра, дадоа максимум сите. И тие што беа на клупата, и тие што игра, секоја чест за момците кои што игра, но мислам дека и претходните напревари влијае на сето ова, повредите кои што ни се случија, густиот распоред, односно тешкиот распоред со првата четврка кој што имавме едно по друго во 4 кола, неискористените шанси во Гевгелија на 0-0 резултат, имавме 3 зицери кои што не ги искористивме и сето тоа допринесува за овој лош резултат. Ние сме спортисти, се надеваме спортски се уште, теоретските шанси постојат. Тоа е ако Каменица Саса го победи Детонит во Радовиш, а ние да добиеме екипата на братство, тогаш Осогово е новиот или останува втора лигаш. Знаеме дека се минимални шансите, спремни сме на тоа, но мислам дека и веќе со мислите сме насочени кон новите цели и тоа да видиме што и како би се организирале веќе за наредната сезона. Тој поседува снимки од обиди за купување фудбалери кои ќе ги достави до надлежните и верува дека Осогово е жртва на разноразни местенки за што сведочат и многу неочекувани резултати. Јас имам и некои докази, ова прв пат го кажувам јавно на телевизија. Разговарано е со Роберт Марковиќ, со комесарот за надпревари за безбедност и интегритет во Фудбалска федерација на Македонија. Сите тие докази ќе бидат доставени до него, како играчи од други клубови се јавуваат на наши играчи со, да не кажам во наводници амин од некој друг трет клуб, за да не остава да се концентрираме и да мислиме само на оваа утакмица која што беше бараш за нас. Се надевам дека ќе допринесеме за војнина да не се случува тоа, иако ние знаеме дека назад нема од ова, но се надеваме дека ќе олеснеме на другите клубови да немаат такви притисоци, туку играчите да мислат само на теренот, да не мислат и на надвор од теренот, бидејќи не е се во парите, туку некогаш треба да имаме чест и достоинство. Представниците на третолигашите, кои вчера беа на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани, прокоментираа дека Осогово ќе го има најдобриот стадион во третата фудбалска лига Исток, малку сурово, малку саркастично, но истовремено неспорно.